Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот на гости ни доаѓаат професор доктор Зоран Шапорик, универзитетски професор и поранешен министер, новинарот Јован Ѓорговски и пејачот Чеде Спасик. Останете со нас до 11 часот. Продолжуваме со нашите гости во студиото, како што можевте да видите во најавата. По 9 часот зборуваме, односно спојуваме различни професии на една трпеза, така ќе биде и ова утро. Имаме убави соговорници со кои што ќе позборуваме на она кое што е актуелно и дел од темите кои што ги поставивме и за вас, почитувани гледачи. Во овој дел ќе бидеме ваши домаќинки, а и на нашите гости, јас и колешката Александра. Ние вика ова утро Александра се видовме, но ајде и официјално вака пред гледачите. Добро утро. Добро утро, Верче. Добро утро и до нашите гледачи кои што се заедно со нас уште од рано изутрина. Одлични гости во студио, верувам дека и уште поубави разговори. Но како што е редот да си ги представиме. Така е. Веднаш до мене е почитуваниот професор доктор Зоран Шапорик. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, поздрав до вас и до гледачите на Канал 5 телевизија. Така, ова од денеска 6 мај го празнуваме Ѓурѓевден, како беше раздвиженоста. Јас кога доаѓам наутро нема многу возила, но како беше во овој Многу беше гужва, па 50 на минути од аеродром до тука, ве послушав вас, одев во кружниот тек околу Ѓорче. Ви благодарам за советот. Али изгледа побрзо, да. Така, добро. Веднаш до вас е нашиот колега Јован Ѓорговски, кој што е новинар и дел од информативната редакција. Драго ми е што ова утро на поинаков начин се дружиме и верувам дека ќе позборуваме на интересни теми. Мило ме и мене. Така. Веднаш до тебе ни е младиот пејач Чеде Спаси, кој што има убав повод ова утро што е со нас на убав празник на Ѓурѓевден. Верувам дека и малку и во живо ќе ни подзапеш, да ете на некој начин символично го одбележиме овој убав празник. Добро утро и од мене, навистина ми е огромна чест што сум денеска ваш гостин, вака со овои гости. А од патот од Кавадарци мене гужвата ме одмина. Така? Ја седев по обиголница, да, и стигнав точно на време. Поедноставно. Не, малку закаснив, но оправдано, нели? Така, да. така. Се празнува ли во Кавадарци Ѓурѓевден? Се празнува на голем. На големо? Подготовките траат уште од утрешниот ден, така да Ќе биде забавно. денеска, да. Имаш ангажмани за вакви, да, Периодот сега сме повеќе има матурски. на приватни настани, така да работиме и на вакви поголеми настани. Така. Лично ти се допаѓаат вакви празници, тогаш луѓето некако се весели, сака да се развеселат. Да, пеат. празничната атмосфера се чувствува и тоа е добро. Така. Кога имаме такви моменти. Така. Господин Зоран, Повелете. вие како ете експерт за животна средина, просторно планирање, нашиот колега од Александар, исто така од информативната, имаше направен одличен прилог поврзан со депониите, кои што ни се случуваат и никако да се ослободиме и на секој чекар пристап, кога ќе влезете на пристап во нашиот главен град или некако каде и да се свртите, како да има не само од оние депонии кои што ги знаеме, туку и диви депонии. Зошто децениски не можеме да се справиме со овие работи? Вака, уште пред 20 и нешто години, 20 на години, кога бев министр за животна средина, со поддршка на Европска унија, се донесе национална стратегија, потоа план за регионални депонии, всушност центри за управување на отпад. Погрешно ги нарекуваат луѓето депонии, што би требало да се случат. Беа предвидени 8, па потоа на 6, па на 5. И во ред. Тие требаше да бидат изградени до сега одамна. И сега имаше разни причини. Недостаток на финансиски средства, незадоволство на граѓаните, никој не сака да биде во негова близина и конечно се донесе една за северен и североисточен регион во околина на Свети Николско одлука и Европската унија инвестираше пари, тие се проекти, само така може да функционира. Меѓутоа, од X причини, многу бавно се одвива, односно не се одвива. Верувам дека за година, 2, ова првата 3 ќе биде регионална депонија или центар за управување на отпад, бидејќи ние имавме една регионална, регионална депонија Дрисла, која ги исполнуваше минималните стандарди, не само европски, нашите, бидејќи законодавството
на Европска унија, не ради нашиот пат кон Европска унија, ради самите нас го исполнуваме релативно добро. Не скроз во областа на животна средина, така и во областа на управување со отпадот. Меѓутоа, тоа многу бавно се одвива. Од друга страна, еве, не би ги коментирал толку актуелните состојби во Скопје, например, селектирањето е се уште на многу ниско ниво, односно речиси да го нема, па и тука е ниската јавна свест, недоволна ангажираност на јавните комунални предпријатија, XX причини, така да со отпадот лошо многу се справуваме, многу малку имаме примарна селекција, ѓубрето се собира или отпадот, не е тој добар термин, ѓубре не го сакам, но се собира како мешан, и па и да се селектира некогаш, односно да се сепарира, тоа пак оди во тоа се оние 53 депонии кои општински сега толку ги има, а кои би требало веднаш да се затворат. Меѓутоа би било прашање каде. А ова диви депонии навистина крај му нема. Секогаш се прават некои студии, мапирања и ќе се појават, па потоа нови и така натаму. Навистина е многу неповолна состојба во управувањето со отпад и постапувањето. Така да сега ние зборуваме за примарна селекција, спомнавте и компостирање, тоа уопште ние прво треба да го решиме овој отпад, опасниот или неопасниот, комуналниот, па и тоа се разбира. Постоеа некои проекти за компостирање со странска помош, додека одеа тогаш тие проекти нешто малце потоа. Меѓутоа, нели се тие едни од главните причините на загадување на воздухот, што сите се постојано покрај низа причини и отпадот припаѓа во загадувањето на воздухот. Да не зборуваме и несоодветно палење, бидејќи сите кажуваат, еве сега дали се во Европа се пали. Кој каде стигне некако пали? Проектен недозволиво. Постојат инсталации, ова во Дризда е многу стара, технологија од 90-те години, така да не верувам дека ставија некој дека исполнува, а се гореше сега помалце работи. Ама тука станува и други нели отпади, не само она кое што од домаќинствата, медицински отпад се гореше, тој сега се автокларифира, односно се стерилизира она што може, но пак се гори делумно што во Европа е дозволено да се гори отпад, меѓутоа за комуналниот обичниот мора да има 1150 степени по европските директиви во 2 секунди. Зошто во 2 секунди? Ради фураните и диоксидите во тие 2 секунди и потоа висината на ова. Тоа зборуваме за неопасен, а за опасниот отпад сосема па други принципи важат, неколку земји може тоа по различни протоколи. Да, 4 плазма технологии преку 4000 степени и така натаму. Се произведува и РДФ и во Шведска се гори, меѓутоа. За се има решение. Па видете сега Хартија трпи се, ама треба и на дело. Треба и санкции, не само ова. Еве ние и додуше еве сега гледаме државниот инспекторат за животна средина од 20 и нешто инспектори има потреба од 50 се сведе на 12. А општините треба да има задолжително, тоа е после друга тема, локално само ќе напоменам дека треба да има задолжително инспектор за животна средина. Така, па добро, имате вие познавање, бевте градоначалник на општината Киселова вода. Добро, и сега се занимавам, правев една студија баш за локалните инспекторати. Нема повеќе од половината. Од друга страна, она меѓуопштинска соработка не функционира, а имаме системно, тоа е веќе друга тема на локална самоуправа која не е соодветен. Нешто многу теми кои што не функционираат. Колега Јован, од информативнова, што е работа? Со надворешна може би е подобро. Па сега сум со надворешна. Ова се деценијски проблеми. Не е дека е денеска ова со отпадот, со деценија. Ова се проблеми што не засегаат сите во суштина. Така. Нема тука. Како Европа гледа, бидејќи ги пратите тие, имавме многу гости кои што коментираат најразничи нели извештаи кои што се недоволни, вака и онака, постојано нешто како да не сме во све сме нешто недоволно добри затајуваме. Не, ама си имаме и ние обврски на патот кон Европската унија, една од тие обврски е за животната средина. Така. И кога би ги почнале преговорите и би преговарале понатаму во иднина, мислам дека ако добро бидејќи неколку пати бев во Брисел и на состаноци со представници од Европската унија, тие се многу загрижени за тоа поглавје, за екологијата, бидејќи свесни се дека треба да се потрошат многу пари, државата треба многу пари да даде за да ги исполни тие европски стандарди што треба да ги има за да биде
дел од Европската унија. Што се однесува до извештаите се тие што се. Ние сме таму каде што сме на патот кон Европската унија. Интересно е, секој одење во Брисел или во Страсбург последно кога бев, секој одење е некое ново искуство и Така. пораките се исти, ве сакаме, ама треба да направите уште нешто и фрустрирачки е, мислам, разбирливо е дека е фрустрирачки. Тоа е официјалниот дел. Кажи ни малку зад камерите тоа бекстејдж кои се коментарите во однос. Да откриеме дека нашиот драг колега е прво правник сте по професија и по вокација. Да. Интересно е вашиот кариерен пат, го избирате правото и правниот факултет, но денеска сте дел од Канал 5 како успешен во она што го работите, делувате и општествениот печат кој што го оставате. Како се направи трансформацијата во се она што значи кариерен пат? Јас сум од новинарско семејство во суштина. Татко ми е новинар, тетка ми е новинарка. Скоро сите додека растев Менете ги нивните имиња и презимиња да ги поздравиме јавно. Драган Ѓорговски, Јулијана Тануровска. Сите практично што додека растев, сите беа новинари околу мене и тоа ми беше сосема нормална професија на мене за јас да продолжам. Меѓутоа татко ми со сета негова мудрост не сакаше неговите деца да одат по неговиот пат и негова беше идејата да ме запише на правен. Запишав на правен, завршив, магистрирав, положив правосуден, работев како правник и потоа сам си најдов работа како новинар. Секогаш поривот кон новинарството да, постоиш. поривот секогаш беше, не беше многу среќен татко ми, ама на крајот од денот интересно е што и јас и сестра ми работиме во телевизии, така да сега е горд. На почетокот не беше баш многу среќен, ама Кој е најголемиот совет кој ви доаѓа од таткови? Бидејќи сепак како што и самите кажавте, мудроста која има со годините, можеби ете затоа ве советувал за да ве заштити, условно кажано, затоа што сите сакаме да ги заштитиме своите деца помалку или повеќе. Интересно беше, татко ми пред 2 години доби награда за животно дело од ЗНМ и имаше Честитки јавно. Имаше еден многу добар дел во говорот, што каже новинарството е тешко да се работи, но уште потешко да се напушти. Така да мислам дека најдобро го опишува цело општо новинарството во Македонија. Да. Така. Господине Шапорич, за вас не постои тешка или лесна професија. Бевте дел од политиката, бевте градоначалник, министер, а денеска сте универзитетски професор. Јас сум 20 и нешто години. Така. Исправен пред студентите да ги мотивирате, да им споделувате и да им споделувате мудроста собрана низ годините. Која е наједноставната професија, условно кажано, од сите оние професии кои со годините сте ги работели и најубавата професија каде што сте оставиле печат? Јас сум правник по вокација. Така, со Јован сте. Да, но потоа магистрирав, положив правосуден, нотарски, па потоа докторирав. Сакав да бидам нотар, ама не успеав, конкурирав еден од првите 10 ноше 99 или 2000 положи 2-3 пати, не успеав. Тоа ми беше тој период желба. Но професиите се тие. Не сум врзан различни искуства. Не сум врзан цело време за политика. Јас и кога бев во политика, предавав, се занимавав со некои други работи, посебно во областа на животна средина, локална самоуправа и Европска унија дел, бидејќи тоа го предавав. Пред 20 и нешто години, јас сум горд на тоа. Европа вика дека без тоа не можеме. Сега зборуваме сите за еколошко право, еколошко пред 20 и не повеќе години, јас за прв пат го воведов во македонските сите курикулуми на студирање предметот еколошко право со еколошка правда. Ше тогаш. Така. Тогаш ние знаевме дека денеска ќе ни биде и како потребно. Ретко кој го познаваше. Да, тогаш не. Имаше некоја свест дека треба, меѓутоа еколошко право и еколошко тури сега. Јас ќе спомнам дека на академијата исто предавав известно време, меѓутоа не беше тој предмет како предмет, туку повремено едукација, така, не факултативно, неколку часа и во контакти со правосудство дојдов и ве зборуваме сега за тоа. Другото треба и казна, треба и специјализација на судовите. Минимум на ниво на апелацијата се специјализира за областа на животна средина. Ние зборуваме за инспекторат дека има неколку пријави, веќе и кривичник, но немаат епилог во судството, веќе 2 години. Не знам, тука во близина на Орман имаше една... Па добро, и тема на судството е особено актуелна. Кривични
пријави ете и од инспекторатот го евте поднесовме, потоа се оди во суд и Многу работи за жал немаат епилог во Македонија и ако зборуваме за негативните работи, некако утрински ова е деценијски проблем ако зборуваме сега. Тоа е тоа. Да, многу работи поврзани со правото, со судовите некако се провекуваат секако. Можеме да зборуваме многу на таа тема, од просторното планирање, од нехуманата градба во Скопје која што не може да се исправи веќе. Од пренаселеност, неравномерен регионален развој, сите се во Скопје, ако не се во странство и едноставно се уништува зеленило, Скопје стана а центарот немаме за се. инфраструктура, дупови се носат, Она преку кое што е трупа значено цело важно. време, така да живееме во еден... Ајде Како малку се живее, за да, поубавите теми, Така така е. е. Па, добро, ова е може да биде убаво. Еве имаме деновиве ветер, дожд, па воздухот е Убав добар, е, пием честичките си. Зошто за воздухот зборуваме само во периодот кога сите ја чувствуваме загаденоста? Па, порано. И што како министер направивте или донесовте како одлука која влие точно за клучниот период кога сите од октомври до јануари некаде зборуваме за загаденоста, истата имаме и сега. Ако отвориме апликацијата на AirCare ќе видиме дека и сега ни е воздухот загаден. Да. Сега најактуелни се PM2,5 и PM10 честички, тие се најмали микрочестички, но еве во тоа време, одамна, тогаш пак со донација. Ние цело време чекаме донации на Европска унија, се поставија мониторинг станици, кои што денеска ги нема и не кои што постојат. контролира загадување, кои што возможно иначе немаше да знаеме. Тие се најрелевантни. Значи, од Министерството за животна средина постојат и други, бидејќи има правила строги во Европска унија, сигурно Јован веќе чула Добро го каде прати. што е дозволено пречекорување 30 дена, 20 дена за разни субстанции, ако зборуваме за сулфур диоксид и така натаму и сите други, затоа што Скопје цело време се трупа. Така. И како може се гради на стоп, Така. се сече зеленило, клима, имаме и објективни глобалното затоплување, промена на сите клима. она кое што ни го носи, така и самото време. Многу фактори. Фактори кои што некои може да се исправат. Ние зборуваме, ке дојде во општините нонстоп се носат некои дубови. Цело време зборуваме, ваш колеги и од оваа телевизија други кажа нема место веќе. Оп, ке најдат негде. Чудно е како се наоѓа секогаш некое место, но да најдеме место Така. малку и за музиката. Чеда, кога започна вашиот пат кон она што значи музика, музицирање, настапи и се она што сте денес? На мои мали 13 години почнав да се занимавам со музика. Првата песна ја снимив на 15 години. Кој ви помогна? Кој стои зад таа песна? За првата песна моја стои еден автор од нашиот град од Кавадарци, Васко Ристов, кој ми ги даде тие почетни чекори во музиката и ми даде еден правец. И потоа малку со посериозна продукција почнав да работам. Веќе скоро го имам из првиот албум Folk, кој верувам дека ќе се направи промоција во октомври месец, ноември во тој период од годината. Зошто го одбравте фолк звукот? Како ете млад човек кој што ја сака музиката, но зошто го одбравте токму фолк звук? Мојата прва песна е поп. Така. Така да втората песна е веќе фолк и натаму почнав да движам во фолкот. Еве сега ќе го најавам и настапот на Фолкфест во Ландован, еден од најдобрите наши фестивали во државата на 25 мај. Имаме и нова авторска песна. Одлично. Градоначалникот и по тој повод и ќе ни биде гостин во Здрава Македонија. Одлично. Во фолкот почнав самата прва песна, кога ми ја понудија авторите, некако се пронајдов во музиката и начинот на изведба мој. Видов дека некако можам да пливам во самиот фолк и затоа продолжувам таму, но не застанувам сигурно. Јас гледам, мислам дека би направил и еден поп албум во животот. Тоа ми е навистина една огромна желба. Така, Чедеве, како се зборувавме, како се живее во Кавадарци, каков е воздухот, спомнавме, животна средина, пренатрупаност или малку по... Релативно и во Кавадарци е загаден воздухот, но Кавадарци во последниве години се работи на многу високо ниво. Урбанизацијата е на уште повисоко ниво. Секоја почит за градоначалникот на Кавадарци, кој навистина се вложува за самиот град. Кавадарци прераснува во едно многу сериозно место за живење. И би го напуштил или Кавадарци или би живеел таму? Па знаете како самата работа некако повеќе ме влече на кај Скопје, но јас со нетрпение очекувам да си одам таму и да се дружам со пријателите. Така, добро. Јован,
Имавме денеска интересна тема, може би е поразлична, поврзана е со колку безбедна всушност храна. Ја како е ти како граѓанин во однос на ети како новинар, кога ќе влизеш во маркет, дали по дефолт сакаш да ги погледнеш декларациите? Искрено, бидејќи сум и уредник на вести, мислам, многу често доаѓаат извештаи од АХВ, колку храна е уништена, колку храна е откриена со поминат рок, така да се почесто и почесто проверуваме декларации и рок на траење и се подобро да си биде сигурен човек отколку да се случи нешто, не де Боже. Така. Па добро сега, пропусти се случуваат, но импозантни се бројките кои што ги добиваме во однос на тоа колку се заплеминува неисправна храна, дека толку... И особено пред празници и после празници. Да. Особено тој период. Еве сега имаше за 1 мај, имаше за Великден, и се беа некои големи количини или на месо или на останата храна. Инспекциите. И инспекциите, ама Па и повеќе се пазари, некако малку нехумано да тогаш и луѓето верувам се во еуфорија да што побрзо из пазара да си дојдат дома во брзање. Желбата за профит може би е не повисока. толку внимаваат на што ќе купат од производите. И она кое што е останато во магазин некако ајде да се потроши, не се размислува во однос на нели штетата која што ќе се нанесе од другата страна, туку едностранно ги гледаме работите, што генерално денеска мислам дека така некако почнавме да се однесуваме, не треба некако да биде така, треба да размислуваме малку како и за себе, дали би сакале тоа да некој да не го направи, дека не треба да го правиме на другите. Да, тука како и за храната, како и за екологијата, се е до свеста на граѓаните. Треба да имаме поголема свест за повеќе работи, за животната средина и за начинот на кој што се однесуваме едни према други во земјава. Ако си ја сакаш државата, нема да ги правиш тие работи што се прават. Нема да се создаваат диви депонии, нема да се препродава храна со поминат рок. Желбата за профит не треба да е повисока од здравјето на граѓаните на крајот од денот, ама на крај така излегува. Или споро оди. Сметаш ли дека даваме на некој начин заеднички со медиумите, Канал 5 и сите ние влијаеме на свеста да полека нели ја криваме дека не треба да го правиме тоа. Се е процес, ништо не бива од нели денес за утре. Секако дека се обидуваме. Така, нели? Секако дека се обидуваме, да, редовно правиме. Огромна е улога на медиумите. Ако зборуваме за безбедноста и за подигање на и до притисок на сите локални, централни институции, вашата улога е и вие велите да и од вас зависи, не само од граѓаните, цело време да се зборува. Да, па затоа ги отвораме овие теми. Дали е лето, дали... Затоа и постоиме како медиум веќе 25 години. Јован, како уредник на информативната програма, која е најдобрата во македонскиот етер и секогаш валидни и проверени информации се пласираат, која би била најтешката улога и што сметате дека со вашата уредувачка политика сте промениле, условно кажано, во општественото живење и делување? Најтешката, како најтежок ден, најтежок период ми беше сега со трагедијата во Кочани. Сме имале тешки периоди. Општо во новинарството сме се соочувале со секакви работи, меѓутоа мислам дека секој од нас ќе памти како е дознал веста, како се разбудил дента, како му поминал денот, бидејќи не бевме голем дел од нас тој ден на работа, сите дојдовме. Буквално се разбудив утрото, прво што видов на телефонот беше тоа, само станав, се облеков и дојдов на работа и на супругата ти кажав, не ме чекај, не знам кога ќе си дојдам. Таква ни работата на нас, мораме да поминуваме. Не постои работно време. Не постои работно време. Се случуваат работи, мислам ми се случувало кариерата некогаш и во 3 пополноќ да ме разбудат за некоја престрелка, па те чека кола и те чека камера, идеме да снимаме. Немаме никогаш работно време. Си има и бенефити оваа професија, ама си има и предизвици. Дел од тие работи некогаш си ги носиме дома, за жал. Таква е трагедијата со Кочани. Мислам, немаше никој што не беше допрено тоа на кој што не му влијаеше. Бев на работа неделата, понеделникот бев исто така цел ден на работа, вторникот и средата мислам дека веќе бев готов. Веќе бев и психички и физички исцрпен. Влијаеше на сите тоа, така да мислам дека тоа би го издел како нешто што ми било најголем како предизвик. Инаку се носи, мислам професијата е таква што носи се, има и добри работи, има и лоши работи. Мора да се носиме со она што го работиме. Да, важно е што како тим се соочуваме сите заедно и имаме горе во редакција прекрасни колеги со кои што сите се соочуваме со тие предизвици, заедно ги преминуваме, заедно ги надминуваме и си помагаме едни на други. На крајот од денот тоа е неважно.
Од кого од колегите и како колектив ја добивате најголемата поддршка и мотив за да бидеме подобри и поуспешни? Не можам да ги издавам, едноставно сите ми се, ама Така. сите ми се блиски, со сите имаме убава комуникација, навистина сме еден убав тим, си комуницираме. И тоа е најважно, комуникацијата е најважна, да имаме добра комуникација, да си помагаме едни на други и на крајот од денот заедно и гледаме вестите, после вестите пиеме кафе, се смееме, си раскажуваме секогаш е вклучен, кога и да ве посетам во информативната редакција, секогаш е вклучен екранот и секогаш се има критика за тоа што се се анализираат вестите додека траат, каде треба да се подобри нешто, каде треба да се поправи. Секако тука има понекоја шала да се насмееме, не е се така сериозно, така да пријатна атмосфера е и убав тиме. Одлично. Така. Професоре, спомнавте како што го прашав колегата Јован во однос на безбедноста на храна, какво е вашето видување, имате познавање и тука? Па видите, ние како држава, пак ќе спомнам Дали ги имаме безбедна транспонираме директивите и регулативите, односно законодавството во нашето законодавство. И не само тој дел во безбедноста на храна, и во областа на потрошувачите. Така. Заштита на потрошувачите не баш сосем, али релативно добро ги транспонираме европското законодавство. Според нашето законодавство европското кај нас не може да се спомна Јован околу рок на траење, тоа за жал го имаме, често пати се случува, инаку еве пак ќе кажам и по нашиот закон и по сите сме граѓани, сите купуваме во маркети и по многу ретко се случува, значи ако се продава акциска ради краток рок на траење. Многу ретко има, точно, стои по европското законодавство, дека треба со јасни букви да биде дебелина 10 сантима болдирано, секој да види дека зошто се продава по таа цена ради истекнување, денеска или утре, рок на траење. Имате вие пакување, продаваат 6, не знам, млека, јогуртијата и утре стекнуваат, ако не ги видите. И јасно да бидат одвоени. Тоа многу ретко се случува, така да се разбери. А не дека во да бидеме сами земји, себе инспектори, но тоа е некоректно однесување од одредени. Така е, затоа што и надвор од нашата земја и во другите држави се продаваат такви производи, меѓутоа како што велите, истакнато е. Јасно и одвоено да е. Значи, зошто е таа цена? Затоа што денеска му истекнува рокот. Или утре дента. Тука веќе кога го земете, тука сами се одговарате, сами сте го одбрали. Така е. И околу ова што спомнавте пестициди, хербициди, исто така ние имаме само оние што се регулатива дека може да се употребуваат легално, значи да се увезуваат само оние препарати кои што се согласно регулативата, која постојано ги дига стандардите. Да, меѓутоа сивата економија имаше на црно што друго е ако на црно се увезува, но другото сега е и на самите производители. Често пати људкавадарци кажу велат и самите земјоделци од страв, посебно ако е лоша годината, да се наруски да кажам прска, да се употребуваат препарати ако треба 3 пати, 10 пати или 7 пати или соја болката и така, што е недозволиво. Вие самите спомнавте дека порано колку роди, сега веќе други времиња се секој сака. Тоа е од една страна, од друга страна со намера да го конзервираат. Јас почитувам многу експерти во сите области, така бидејќи и живота, средина, безбедност на храна се широки области, не се, поврзано се со регулатива, со правна регулатива. Па и за производство, па за чување, не е само. Сега тука е проблемот на самата употреба, се употребува од страв да народски да кажеме, не му пропадне родот, а друга страна тоа го конзервира. Така. Значи, да трае подолго. Така е. Ние зборуваме за некои производи, вие сте помлади, знаете до пред 10 години какви јагоди имавме, кои што мораш дента да ги изведиш. Сега имате јагоди кои можеш и 3-5 дена да траат. Да, па добро, тие јагоди вака малце се изгледаат и како пластични, немаат ни добро, сега тоа е тоа. Зборуваме, ама и ги немавме во март, ги имавме. Сезоната која. Па добро, тоа е препорока, пак ќе кажам на експертите, се јаде локално значи максимум 200 километри. И сезонски. Локално и сезонски. Сезонски, да. Заборавивме која сезона, така. Се жалиме дека краставиците ни се во зима скапи, а не им... Зависи и од граѓаните, но и од контролата на институциите, но и од самата свест. Исто така,
европската регулатива која ќе делово пренесена кај нас вели за одредени производи земјоделски пред бербата 7, 8, 10 дена не сме да се употребуваат никакви препарати. Токму ради тоа. Токму ради тоа. Се не дека и во Европа нема прекршување, но Да. И те како има. Се би имали такви примери, некои студиски патувања, Да. експерти да кажат Па не за тоа велам, не дека само кај нас се случува, но санкциите сега инспекциите се разбира, го зборуваме за Охридско езеро, 1000 инспектори да имате, не може да го спремалци и свеста, гледаме дека... Ајде малку да се свртиме кон светот. Јован, она што, споменавте и честопати за искуствата и патувањата кои ги имате во светски дестинации, со кој политичар би била неинтересната средба, каде што непосредно, неформално сте се сретнали и разговор за кој што потоа ќе ги видиме и во фотографиите? Најинтересно, иако не беше директно поради далечината, со Еди Рама. Со Еди Рама, ексклузивно интервју беше за Канал 5, прво интервју и воопшто последно сега за македонски медиум. Многу интересен човек, мислам тој и онака е интересен човек. Го снимивме интервјуто преку Skype беше, тој беше во Холандија на некој настан и откако заврши интервјуто уште 10 минути разговаравме, се смеевме. Многу пријатен за разговор, едноставно, што и, мислам, очекував такво нешто, но ми изненади дека откако ќе заврши интервјуто, уште 10 минути ќе си разговараме двајцата, како да сме некои стари пријатели. Мислам, сосем отворен човек, сосем пријатен за разговор и едноставно интересно беше со него да се снима. Од останатите, мислам, тука можам да спомнам и Габриел Ескобар, заменик помошникот државен секретар што беше на САД. Тоа е, мислам, единственото интервју каде што сум почувствувал трема, искрено, бидејќи... Верувам, позитивна трема. Позитивна трема, мислам дека вечерта не ни спиев, толку бев, сепак не е мала личност. Едноставно и човекот е присутен е со се, точно ги слуша прашањата, детален одговор ви дава, нема тука каде да го подпрашате, да не оставаше ништо на случајот. Прашањето го слуша целосно, ви одговара детално, нема подпрашање тука, бидејќи ви одговорил секако што сте побарале. Интересно беше, мислам, повеќе биле, ќе ги видиме подоцна во фотографиите, да, ама сум имал повеќе. Политичката сцена во светот и во Македонија. Ако може никоја такво паралелно да се направи. Еве ќе дам пример, кога бев во Страсбур во ноември, кога се бираше новата Европска комисија, новата Европска комисија на Урсула фон дер Лајен, бев во Европскиот парламент, заврши изборот на комисијата и членовите на комисијата си излегоа буквално од парламентот, се шетаат меѓу новинарите, се разговараат со сите. Нешто што мене ми беше дури малку несвојствено, бидејќи не сме ние тука така навикнати на тоа, многу беа отворено, неформално, транспарентно, ми изненади тоа искрено. Позитивно. Бидејќи за некои работи, иако се ситници тие во странство, за нас се изненадувачки, позитивно изненадувачки за нив, меѓутоа ние ги немаме тука тие детали се уште. Отвореноста, транспарентноста што сум ја видел, исто кога бев пред 5-6 години во Америка на студиска посета, буквално бев дел од американски медиум и не пратија да снимаме припадници на членови на локалната самоуправа во Колумбија, градчето се викаше. Буквално тропнав на врата, сите ме отворија, сите ме примија, им кажав дека сум на студиска посета, дека сум новинар, повели, седни, ги снимав сите, немаше потреба да се закажува, да се договара, едноставно беше транспарентно, отворено, сите разговараат со тебе многу неформално и тие работи што позитивно ти изненадуваат кога си во странство и кога ќе ги видиш малку тука ти доаѓа и криво зошто кај нас не е секогаш така. Да се надеваме на подобра промена која што сите ја сакаме и очекуваме и дека ќе бидат поотворени сите политичари и оние кои се на јавна и државна функција во идно време. Така, Александра, пред да направиме мала кратка пауза, чеде да не развеселиш малку со некоја убава музика. Ѓурѓев ден е денес за сите оние кои што празнуваат именден. Што би одбрал? Што најчесто те бараат од македонските песни? Ние пласираме најчесто македонска музика на нашите настапи и си ја сакаме и си ја негуваме. Затоа може една убава македонска песна да пееме вака утрински. Повели. Ако одам во Битола,
Ке прошетам по широк сокак, а на дебел чаршија кафе ке се напија. Младост пуста ке си спомнувам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, битола не давам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, битола не давам. Да знаете како ќе пееме, ќе се распират уште од прво време. Супер, че да ти благодармете што се били за малку да смениме енергија и расположение. Секако дека овие теми кои што ги зборуваме се многу важни. Останете понатаму на малите екрани, на Канал 5 телевизија, сутринската Здраво Македонија. Правиме мала кратка пауза да ги освежиме нашите гости и повторно се враќаме во студија.